Negde ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пековни заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Векови пековни заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Може да те отречат, други да те предадат, можат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пековни заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Векови пековни заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Почитувани присутни, ја најавувам химната на Република Македонија, а потоа следи една точка со Тимко Чичаковски.
Тимко Чичаковски.
Почитувани присутни, дами и господа, добре дојдовте на промоцијата на изданието Македонци милениумски сведоштва за идентитетското име, документи и анализи од доктор Бранислав Светозаревиќ во овој храм на македонската историја. Кога политиката се обидува да ја замени историската наука, односно да ја инструментализира, кога правото на самоидентификување на цел еден народ се потиснува и кога се настојува да се менува колективната меморија преку образовниот систем, тогаш научникот е повикан да биде гласен. Неговите аргументи се негово оружје. Тоа се околностите во кои се создаваше ова вредно дело. Бев сведок на неговото создавање, на упорноста и неверојатната енергија која вложи доктор Бранислав Светозаревиќ во него. Исклучително мотивиран со сиот свој креативен потенцијал, тој докрај не беше свесен што прави и што ќе внесе во ризницата на македонската историска наука. Тој изнесува нови, несоборливи факти за македонскиот идентитет, што се надеваме дека ќе допра до многумина. Како неков колега, си велев, ова е лекција за нас помладите. Комфорот никогаш да не биде избор, наместо позивот кој го добиваме во време кога историјата е предмет на спогодување. Но, доставиме повеќе простор за промоторите и авторот, ги најавувам професор доктор Митко Панов, кој прв ќе се опрати како специјалист за историјата на македонскиот народ во средниот век, професор доктор Наташа Котлар, која што е специјалист за историјата на македонскиот народ во новиот век, и професор доктор Теон Джинго, специјалист за историјата на македонскиот народ во најновиот век. Потоа секако следи и авторот доктор Бранислав Светозаревиќ. Ве поканувам да земете збор, професоре. Благодарам, почитувани присутни. Истражувањето на историската генеза на имињата Македонија и македонци представува исклучителен предизвик. Од едноставна причина што овие имиња се самите историја. Тие инкорпорираат во себе мноштво наталожени напласти на меморија, реална и конструирана, вистинска и манипулирана, разоткриена и сокриена, јавна и забраната. Македонското име е меморија на глорификации, на цивилизацијски достигнувања и вредности, на христијанизација, на црковно организирање, описменување, опевување, но и меморија на војни, страдања, делби, негации, непризнавања и преименувања. Македонското име е историска, културна и духовна традиција. Тоа е историски синоним за посебноста и идентитетот на еден народ, за опстојбата на една нација. Именска придавка за нерешено прашање, кој го символизира балканскиот судир за присвојување на македонската историја, а со тоа и на територијата. Македонско прашање кој ги одразува тенденциите за сведување на македонците на флотантна маса, чијашта национална свет ќе зависи од тоа кој од соседите ќе успее да наметне својата конструирана верзија од националната меморија. Тенденции кои отворено се пројавуваат и денес, а кои има за цел да стават крај на историската посебност на македонското име, како и на народ и нацијата кои се идентификуваат со него. Македонското име има своја историја, базирана на различни сведоштва низ вековите, повеќето однадвор, кои биле селектирани, адаптирани, акомодирани и манипулирани за потребите на моменталните политички цели и идеолошки пропаганди. Оттаму издржувачкиот потфат кој го презел доктор Светозаревиќ низ историски преглед интегрално да го проследи македонското име како феномен на повеќе милениумска напластена меморија представува исклучителен предизвик. Предизвик кој изискува деценијско истражување и проучување на мноштвото сведоштва и интерпретации, деконструкција на наталожите конструкти. Резултатот е преточен во волуменозната монографија насловена Македонци милениумски сведоштва за идентитетското име, која денес ја промовираме. На 900 страници колегата Светозаревиќ ги рефлектира генерацијските поимења на македонското име.
Тој ја сумира сета историска комплексност во својата едноставна, но суштинска констатација дека македонците се само македонци, укажувајќи со тоа на неможност од разграничување и поделба на идентитетскиот субстрат. Од причина што македонското име потекнува од антиката и станува ознака за идентитетско дефинирање на словените во Македонија, за македонскиот народ и за македонската нација. Станува збор за историски традиции вградени во името како вековно пренесено наследство. И тоа независно дали некои тенденциозно ги сокривале или исклучувале овие традиции во минатото, или претендираат и денес да ги негират со условувањата за македонското именско самооткажување до идентитетско себе исклучување. Денешните состојби кои се реминисценција на негаторските тенденции од 19. век, како што потенцира авторот, представува и клучниот мотив да се зафати со пишување на книгата. Дотолку повеќе што отсуства интегрална студија која ќе го инкорпорира и историски презентира името македонци од антиката се до 1944 година и формирањето на современата македонска државност, што му дава дополнително тежење на монографскиот труд. Ваквата концепцијска и содржинска поставеност му овозможува на авторот да презентира над 1000 изворни сведоштва, дел од кои не објавени, каде е регистриран терминот македонци на просторот на историска географска Македонија. Тоа во корелација со интерпретативната студија треба да даде одговор на феноменот на милениумското опстојање на името македонец-македонци како територијален и идентитетски маркер за народот и нацијата. Светозарич укажува на спецификата и комплексноста на историските процеси, кои се тек на времето го издвоиле македонското име како ентитетска и национална дефиниција и самоопределба, со што македонците биле дистанцирани и се себе идентификували и со тоа разликувале од другите балкански народи и нации. Авторот засегнува повеќе концептуални прашања за македонското име во средновековието, укажувајќи на етнонимските и политонимските значења, врамувајќи ги во современите теоретски модели за етносот и нацијата. Од таму произлегува и заклучокот за континуитетот на поимот и етнонимот директно поврзан со Македонија, наспроти променливоста и повеќе значноста на политонимот. Но таа начин Светозарич правилно имплицира дека изворното отсуство во одредени периоди на поимот македонци како непосредна асоциација со историско-географска Македонија не подразбира и дисконтинуитет на неговата употреба. Привидот на дисконтинуитет е главна последица од манипулирањето со терминологијата од страна на византиските автори, што попримило и форма на негација на идентитетот на ентитетите кои не влегувале во концептуална политичка и идеолошка сфера на ромеите. Дотолку пошто имињата Византија и византици, како проектирани западноевропски конструкти за присвојање на римското наследство и одвојувањето од византискиот ориентализам, неправедно ги лишуваат римјаните од сопственото име со кое се идентификувале во минатото. Да додадам дека и во последно време се актуализира и теоријата за постоење на римска нација во средновековието. Од друга страна, аплицирањето на имињата македонци во римскиот империјален контекст ги открива координатите на ромејството во Македонија, како присвојна концептуална граница на римската моќ. Византиските извори од 7 до 10 век, без разлика дали го пренесувале локалното гледиште главно од Солун, како метропола и прв град на македонците, или пак ја репрезентирале империјалната перспектива од Константинопол, ја делеле истата концепција за Македонија како римска територија. Ваквата концепција го одржала чувството на припадност кон Римската империја, односно Византија, со што словените во Македонија биле интегрирани или диференцирани од римјаните. Колегата Светозарич го акцентира византискиот автор Теофан, кој го користел името Македонија за да упати на групниот идентитет на склавениите во Македонија. На тој начин името Македонија служела за диференцијација на склавениите од другите словени, како и од бугарите, кои се нашле надвор од римската концептуална граница. Од друга страна, фактот што родниот град на светите Кирил и Методи бил сметан за прв град на македонците, имплицира дека била одржувана концептуалната идеја за постоење на други македонци во Македонија. Тоа повторно го поставува прашањето дали словените во Македонија, особено оние кои станале дел од Римската империја, го споделувале истоветното концептуално поимење. Можеме само да претпоставиме дека тоа било така, бидејќи немаме извор од самите нив кој ќе го потврди тоа.
Житијата составени од учениците на Свети Кирил и Методи сосема јасно упатуваат на Солун и по широката околина во Македонија како на место на взаимна комуникација, интеракција и иницијација на мисионерската дејност на светите браки и создавањето на словенската азбука. Од друга страна не располагаме со локален извор од кој ќе ја согледаме перспективата од градот Охрид, кој во тоа време бил место на интензивна црковна просветителска дејност на Свети Климан како и на Наум Охридски, кои доследно ги продолжили изворните кирило-методиевски традиции. Императорот Константи VII, пак во средината на 10 век, манипулирал со именувањето на административните граници со цел да се поврза себе си со историската Македонија во функција на оправдување на измислената генеалогија на македонското именување на императорската династија. Тоа покажува дека поврзувањето со вистинската Македонија, а не со истоимената тема, било важно за легитимирање на династијата и поврзувањето со името историското име македонци. Интересно е што византиските автори од втората половина на 10 век не го користеле терминот Словени, туку пишувале за земјата на македонците, која била загрозена од новите непријатели предводени од Самуил Комитопулот. При тоа тие недвосмислено констатира дека самиот пројавил претензии на македонската земја, што природно произлегува од неговата црковна и државно јадро концентрирано во Македонија. Чинот на ослепувањето на самуите војници од Василий II секако било преувеличување, ако не измислица. Но затоа политичкото и идеолошкото слепило на самуата држава и самуата црква, кој Василий II го наметал преку новата конструирана административна и црковна терминологија, воведена во 2018-2019 година, влијала врз искривувањето на представата на идните генерации византиски и невизантиски автори за Самуил и неговата држава. Особено што не постои сведоштво од самиот Самуил или од неговите поданици како историски субјекти, од кои би се утврдило како самите се идентификувале себе си и со својата држава. Иако Василий II бил ословен како скитикус и сакал да биде запаметен како победник на скитите, тој станал познат со конструираниот епитет бугароубиец, кој бил анахронизам од крајот на 12 век и наследство од неговото преименување на територијата кога се чинува јадрото на самата држава. Подоцнежите сведоштва на византиските автори, вклучително на архиепископот Теофил Охридски, се само интерпретации и филтрирани низ византиската идеолошка концепција и конструирана терминологија, која била проектирана и во контекст на дејност на светите Кирил и Методи и Климент и Наум Охридски. Манипулирањето со терминологијата доведе до вештачка проектирана еквиваленција на поимите словени и бугари во Македонија, која во реалноста и не постоела. Доктор Светозаровиќ ги рефлектира токму ваквите тенденции, проследувајќи го континуитетот на името македонци низ различните историски епохи. Неговата книга, која ги содржи милениумски сведоштва на македонското име, нужно треба се прочита, за да се согледат импликациите од најновите тенденции за историски ревизии, со што името македонци и придавката македонски однова стануваат предмет на манипулација со цел идентитетско обезличување на македонскиот народ и македонската нација. На крајот ми преостанува да му честитам на доктор Светозаровиќ за новата монографија и исклучителна, со која суверено демонстрира дека македонското име има своја историја, исто како и македонскиот народ и македонската нација. Дали македонското име, а со тоа и македонците како народ и нација ќе имаат своја постисторија, на што неодамна укажа академикот Царев, зависи од нас самите. Посебно од македонските историчари, кои се поставени на тестот на своето време, вклучително и со монографијата. Ви благодарам. Почитувани присутни, ви благодарам првин што дојдовте и заедно денеска проследуваме едно представување на еден огромен труд. Мислам дека стигна до 900-та страница, колку што се сеќавам. Работата траеше доста долго, а јас првпат ја слушнав минатиот февруари. Но во секој случај, мојата задача денеска е да направам осврт на она што е присутно во книгата како нов век. Тоа за нас историчарите значи периодот од крајот на 15-тиот век до крајот на 18-тиот век
или ја земаме датата на Француската буржуаска револуција. Меѓутоа, во Македонија овој процес оди веќе во почетокот на 20. век до 1912 година, кога веќе Македонија не е дел од османлиската држава, не представува ниту етничка, ниту политичка, ниту пак географска целина, а особено не е ни стопанска. Новиот век предпочита сосема различни општествени односи. Меѓу нас тоа е познато како капитализам, меѓутоа тие општествени односи имаат свој тек, свој процес и не се одвиваат така лесно и едноставно, ниту пак брзо, како што забележавте, станува збор за неколку векови. Меѓутоа, она што треба да направиме, да споредиме какви се тие процеси, независно од тоа што Македонија до крај ќе остане во османлиската држава, во една феудална теократска држава и нема да ги почувствува на соодветен начин новите капиталистички или општествени односи и сили. Меѓутоа, во Западна Европа тие процеси започнуваат и сепак имаат рефлексија на она што представува живење во општествениот, економскиот и стопанскиот, а особено религискиот живот во османлиската држава. Затоа не случајно на почетокот, да бидам искрена, пребарав по литературата која што се однесува на двата најзначајни термини, тоа е терминот територија и народ, бидејќи и самиот наслов на книгата Македонци милениумски сведоштва за идентитетското име, проследени најпрвин преку анализа, а потоа и извори, упатува на тие два основни термини, терминот народ и терминот територија. И она што може да го забележам во литературата која што го третира овој проблем, забележав дека најмногу се присутни терминот патрија и тера, што се однесува на територија, а другиот е натио во романските јазици, во групата на романските јазици, и фолк во германската група на јазици, со значење конкретна заедница или здружение на одредена група на луѓе. Така во речникот на Кралската шпанска академија од 1726 година, нејзиното прво издание, кога се работи за територија, зборот патрија или тера значил само место, град или земја каде некој е роден. Дури во 1884 година тера се доведува во врска со државата, а дури во 1925 година наидуваме на емоционална нота на еден современ патриотизам. Во почетокот на новиот век, зборот натио се уште означувал раѓање и потекло на одредена група на луѓе. Дури во 16 век почнува да добива конотација на фолк, односно народ. И уште поинтересно, овој термин најпрвен се развива во правец на опишување на поголеми самостојни групи, например занаетчиски или гилдите, или други здруженија кои имале потреба да се разликуваат од другите со кои тие екзистирале. Понатаму еволуцијата не одела кон тоа да го нагласи местото или територијата на потеклото, родна земја, и станува еквивалент на зборот област, провинција. Додека пак, други поскоро го нагласуваат потеклото на групата и така се движат во правец на етничност како тоталитет на луѓе кои сметаат дека припаѓаат на иста стамина, забележува Хобсбаум. Овие примери ги земав како вовед во различните форми и во комплексноста на прашањето за народноста или националната определба, или пак групната идентификација во споменатиот период, што суштински е присутно во книгата. При тоа, како историчар, Светозаровиќ ова прашање го разгледува низ пресекот на политичките, религиозните, административните, економските, социјалните, техничките и други услови и барања. Конкретно, тој низ 5 делови на книгата, кои што се моја задача или нов век, продолжува да ги проследува
Исто така, присуството, динамиката, преобразбата и суштината на имињата Македонија и Македонец, како атрибутски определби кои произлегуваат од споменатите именки и нивното карактеристично значење во смисла на етноним или па на политоним или пак на социјална стратификација. При тоа Светозаровиќ тоа го прави воспоставувајќи процес на обработка и толкување на историските факти, создавајќи еден взаемен диалог меѓу сегашноста и минатото. Во овој процес тој ги издвојува оние елементи што имаат објективна основа, како што се јазикот, етничноста, заедничката територија, религиската определба, историјата и културните поединости и слично. Поставувајќи ги во една хронолошка логика, преку анализа и презентација на бројни извори од странска и македонска провиниенција, тој ги разработува и следниве наслови. Третиот дел се однесува на идентификацијата на македонците во Европа и појавата на територијалното самосознание. Понатаму следи протоприродбенскиот период во 18 век и именската идентификација на македонските иселеници во Европа. Првата половина на 19 век е насловена како Балканска мешаница. Шестиот дел се однесува на етно-историско самосознание и идентитетско име кај македонците од 1800 до 1870 година. И седмиот дел, односно новиот век, е Македонија на македонците и ја опфаќа временската рамка од 1870 до 1912 година. И при тоа станува збор за значајна количина на документацијски материјал во вид на фрагменти од извори, сведоштва, анализи, патеписи, карти, ставови, мислења, заклучоци на домашни и странски чинители и современици кои укажуваат или сведочат за постоењето на името Македонија во географска или политичка смисла, или пак на народносно име Македонец во изминатите векови, се до појавата на македонската држава и нација во 20 век. Тука накратко само ќе ви кажам дека станува збор каде што се преоследени темите во однос на македонската културна оставнина, особено Охридската архиепископија и незиното укинување, а претходно и незиното значење, бидејќи таа е сериозен фактор на едно народносно суштествување. Понатаму станува збор за територијалното самосознание на македонците. Македонија и македонците во хералдиката може да се проследи, значењето на името Грк во првата половина на 19 век, исто така на името бугарин во тој период, името македонец пак присутно во дел од бугарското население, етнографските откритија на некои европски патеписци во Македонија од првата половина на 19 век, па следи преробинскиот период преку колективната меморија и етноисториското самосознание. Секако тука е и Македонија и странските пропаганди во Македонија и нивното негативно влијание. Првите политички ставови на западните земји во корист на посебноста на македонците и нивното спротивставување на рускиот проект за Сан-Стефанска Бугарија, руските политичко-дипломатски активности за бришење на имињата Македонија и македонци во службената употреба на Османлиското царство, Македонија и во странските други документи и низа други прашања и проблеми, кои што на крајот од анализата се проследени со соодветните извори. На крај, честитајќи му на огромниот труд што авторот го вложил, сметаме дека збирката на документи и анализи насловена Македонци, милениумски сведоштва за идентитетското име, извори и анализи, има потенцијал да послужи како инспиративно читиво за пошироката читателска публика, а за нас историчарите представува сериозен поттик за едни слични вакви проучувања, ангажирања и секако не на индивидуалец, туку на една поголема група истражувачи. Ви благодарам.
Почитувани присутни, почитуван доктор Бранислав Светозаревич, на почетокот дозволете ми да ја искажам мојата благодарност за укажаната чест да бидам еден од промоторите заедно со моите драги колеги доктор Митко Панов и доктор Наташа Котлар-Трајкова на трудот Македонци милениумски сведоштва за идентитетското име. Кога зборувавме со Бранислав за концептот на оваа промоција, се договоривме дека мојата улога во овој свечен и убав чин е да се насочам кон проблематиката која ја работам, односно сегментот на ова волуменозно дело, која го опфаќа периодот од Првата светска војна па се до прогласувањето на Автономска Македонија. Иако се работи за период од само 2,5 декади, всушност тоа е последната етапа во повеќевековното мечтаење на македонскиот народ за создавање на сопствена држава, па макар и во рамките на Југословенската федерација, едно наше автентично македонско тло во кое секој поединец може да зборува на својот мајчин јазик, да ја проучува македонската историја, да биде горд на своето потекло и да биде она што со столетија му го забранувале македонец. Делот кој се однесува на периодот помеѓу двете светски војни и Втората светска војна представува еден амалгам на истакнувањето на посебноста на Македонија и македонскиот народ од страна на македонските друштва и организации од различна провиниенција, македонски интелектуалци и револуционери, дипломатски представници, политичари, журналисти и академици од европските и прекуокеанските држави. Или, поконкретно, во овој труд може да се најдат цитати и детална и суштинска нивна анализа од друштва, организации, поединци или пак делови од новинарски надписи од Македонија, Соединетите Американски држави, Австралија, Канада, Германија, Италија, Шпанија, Франција, Велика Британија, Советскиот сојуз, Грција, Бугарија и кралството на СХС или Југославија. Читателот на овој труд има уникатна можност да погледне кон Македонија од две перспективи. Првата е онаа на македонските легални и нелегални организации и нивните методи и начини за дејствување. Како тие се бореле против негаторската политика, првенствено на соседните држави, додека во позадина дејствувале големите европски држави преку нивната политика за ревизионистичко преуредување на Балканот или пак антиревизионистичките тенденции за зачувањето на статус квото на континентот и оттука чување на македонското прашање под плаштот на слободата. Дотолку повеќе, тука можеме да видиме како еден напатен и мал народ, мал според бројноста, но голем според традицијата, фолклорот и револуционерното наследство, низ различните етапи и во различните системи ја продолжил својата борба за самостојност преку создавање на различни стратегии за обезбедување на меѓународна поддршка. Втората перспектива пак е она на надворешните фактори, на политичките елити, на дипломатите, на креаторите на големата политика кои, опуштени во своите удобни кабинети, ги исцртувале картите, убедени дека ништењето на македонското прашање е најдоброто решение за овој регион. И секој пат кога лично тие или пак нивните представници се соочувале со реалната слика на теренот, во македонскиот мозаик согледувале во колку заблуда живееле. Периодот за кој што говораме е најкраткиот според времетраењето, меѓутоа истовремено и најтрагичниот поради тоа што македонското ткиво било распарчено на 3 дела и систематски било уништувано на начинот на кој што создавателите на националистичките балкански доктрини сметале дека е најсоодветен и најефикасен. Во овој труд можеме да го согледаме создавањето на современата македонска држава и последната етапа од етногенезата на македонскиот народ, кој представувале долг и макотрпен процес, кој минувал низ многу премрежиња, се соочувал со многу предизвици и пркосел на негирањата и репресалиите кои биле речиси секојдневие. За жал живееме во време во кое во Македонија секојдневно сме принудени да се соочуваме со небулози кои се граничат со лудило и не представуваат ништо друго освен повторно повампирување на се ништата од минатото, кои никогаш и не исчезна. Едноставно тивко тлеја, чекајќи го моментот за да ја одиграат својата роља. На овој начин, денес во Македонија гледаме како се интерпретираат поинакви наративи, па пред нас стои широката лепеза на нови сознанија дека македонскиот народ постои од 1944 година, дека илинденците се бореле за создавање на голема бугарска држава, дека во Втората светска војна Македонија не била окупирана, туку се работело за граѓанска војна помеѓу монархисти и комунисти, односно дека војната во Македонија имала политички и концептуален карактер во контекст на подоцнежното уредување. А имаме и такви толкувања кои тврдат дека децата бегалци од граѓанската војна во Грција заминале затоа што биле комунисти,
Па во воздухот останува дилемата како е возможно деца од 2, 3 или 4 години да знаеле за комплексноста на марксизмот и ленинизмот. Македонската лингвистика, историографија и етнологија со варијабилен интензитет се бореа против овие тежнења за негација на македонскиот идентитет. Меѓутоа, во овие мигови се наоѓаат опколени, нападнати од помокните балкански државни доктрини, но истовремено перфидно се подкопуваат нивните темели од страна на политичката квази елита и незините слепи послушници. Кога би можел да направам една анализа за борбата на македонскиот народ во минатото и денес, преку трудот на авторот, за соочувањето со негаторскиот однос кој катадневно не оспорува и со сета своја мок и сите расположливи средства се труди да не убеди дека не сме тоа што сме, се уште сум во недоумица кога било потешко. Имено, пред еден век македонците имале видлив непријател и невидлива држава, а денес имаме видлива држава која не застанува зад македонските позиции и невидлив непријател кој е вткаен помеѓу нас. Со овој труд Бранислав ни дава нам, но и на идните генерации мокно оружје да се обидеме да ги разобедиме и оние надворешните и овие внатрешните дека се во заблуда. На прв поглед, кога ќе видите книгата на Бранислав, делува обемна и потикнува здраво почит. И тука веднаш јавно ќе го поставам прашањето: а колкав треба да биде труд посветен на милениумските сведоштва за идентитетското име на македонците? Пред нас имаме труд кој е во посебна категорија, кој е невозможно да се категоризира затоа што тоа е сублимат на историски процес и толкување, затоа што во одредени делови содржи баланс помеѓу фикцијата и реалноста, затоа што пркоси на просторот и времето. За да се создаде едно вакво дело не е доволно авторот да ја познава историската проблематика. Критериумите кои се неопходни за креирање на ваква интердисциплинарна студија во себе вбројуваат познавање на историјата, детална анализа на архивскиот материјал, истражување и проучување на обемната литература, но и селекција на најзначајните сегменти од множеството на информации. Таа селекција всушност го представува тасот на вагата која одредува разликата дали едно дело ќе се стопи во бројните трудови или пак ќе отскокне според својата посебност и ќе го направи тоа дело достапно за читателот, без разлика на неговата професионална наобразба. На полиците предвидени за македонската историографија секогаш ќе има слободен простор за вакви монументални дела, кои ќе пренесуваат историјата за идните поколенија, за да не заборавиме, за да не исчезнеме. И ваквото дело е само адут плюс, дополнително оружје кое треба да го користиме во борбата за нашата самосвест и непокора. Бидејќи отпорот има различни облици, тој може и треба да биде модифициран во зависност од приликите. Во својата посвета Бранислав Светозарович напишал: цитирам, на сите македонци кои своите дела и своите животи ги посветија на својот народ. Крај на цитатот. Јас би сакал да додадам дека жртвата на бројните генерации кои биле пред нас ќе остана запаметена единствено преку нивното споменување, бидејќи на тој начин ќе ги зачуваме во колективната меморија и така ќе им дадеме признание што во нивниот живот на примарно место била Македонија и македонскиот народ, а потоа се останато. Бране, драг пријателе, ти честитам за истрајност и одлучноста заради тоа што одлучи да им пркосиш на молкот и на заборавот. Ти честитам и поради фактот што успеа да го пребродиш најголемиот предизвик на секој сериозен историчар, да ја минимизираш пристрасноста, што не дозволи емоциите да надвладеат во истражувачкиот процес, колку и да изгледа неверојатно тоа. Би сакал да ти посечам дека разликата меѓу големиот и малиот човек е тоа што малиот човек може да стане голем човек единствено помогнат од многумина, додека големиот човек станува голем сам, движејќи се по патот на препреките, поминувајќи ни сите премрежија, постојано поттикнуван од неподготвеноста за компромиси. Во твојот труд нема никаков простор за компромис и токму поради тоа ти си голем колку што е големо и ова дело. И на самиот крај, наместо заклучок, ќе прочитам еден цитат кој е упатен до сите оние за кои што и наменет овој труд. До македонците за да истраат во духот и во непоколебливоста дека сме тоа што сме, и до сите оние надворешни и внатрешни кои ништат се што има македонски предзнак. Потом цитатот е од Албер Ками. Цитирам: ние мора да надвладееме многу нешта, можеби пред се постојаното искушение да бидеме слични на вас, бидејќи секогаш нешто во нас се препушта на инстинктот поради ефикасноста, презирајќи го разумот. На крај, нашите големи доблести почнуваат да не заморуваат. Разумот не засрамува и понекогаш се замислуваме некое срекно примитивно варварство, кое да вистината лесно би преовладало. Но,
за тоа постои ефикасен лек. Вие сте тука да ни покажете каде ваквото мечтање би не одвело. Кога би верувал во постоењето на извесен фатализам во историјата, би помислил дека сте тука со нас, како робови на разумот, за да не вратите на вистинскиот пат. Така духовно се препородуваме и се чувствуваме попријатно. Крај на цитатот. Вам, почитувани присутни, ви благодарам на вниманието, а на авторот Бранислав Светозаровиќ уште еднаш му го честитам трудот и му посакувам да продолжи да биде креативен, полн со инспирација и што побрзо да не собере во многу поголем број за вториот том на трудот Македонци милениумски сведоштва за идентитетското име. Благодарам. Почитувани дами и господа, почитувани присутни, почитувани пријатели, дозволете најпрвен да им се заблагодарам на промоторите за нивните прекрасни зборови за книгата и нивната искрена и несебична помош на Наташа Котлар, Митко Панов, Теон Джинго, на Маријан и на Тимко. Ова е вистинска прилика за искажување на благодарност за книгата што еден човек не може сам да ја реализира. Сигурен сум дека оваа книга не би го доживеела денот на нејзиното објавување, доколку не беше научната поддршка од најеминентни историчари, филолози, фолклористи, географи, стручната поддршка на истакнати архивски работници и несебичната материјална помош од моите долгогодишни пријатели кои секогаш покажувале разбирање за вредноста на историските трудови. Сите овие почитувани колеги и врвни стручњаци во своите области дадоа свој посебен придонес преку консултациите и поддршката со материјали за оваа книга и тие луѓе се историчарите, доктори, професори Стојко Стојков, Наташа Котлар, Михајло Миновски, Војслав Саракински, Наде Проева, Жила Ленина, Тодор Чепреганов, Далибор Јовановски, Владо Саракински, Наде Проева, Владо Поповски, Виктор Лилчич, Александар Стојчев, кој за жал не е меѓу нас. Потоа магистер Маријан Гиовски, фолклористот Марко Китевски, филологот Лилијана Макаријевска, магистер Александар Јордановски, кој воедно е и лектор на книгата, географот Илија Петрушевски, архивистот, државен советник Стојан Аврамовски. Воопшто тешки времиња на меѓународно и национално ниво и состојбите во научните кругови не се имуни на тие влијанија. Во времиња на кулуарско критизерство и куртуазна критика, искрената стручна помош и поддршка од горе споменатите научни имиња беше вистински ветер во грб кој ме носеше низ предизвиците на темата. Во оваа прилика се заблагодарувам на луѓето кои од своите најчесто скромни буџети издвојуваа материјална помош за печатење и одигра улогата која би требало да имаат и одредени државни институции како издавачи. Тоа се луѓето кои со своите дејности не се поврзани со историската наука, но кои покажуваат неверојатен сенс за значењето на пишаниот збор. Благодарност до моите сограѓани, тетовчаните Будимир Апостолски, Мики Крстовски, Боби Крстовски, Мирче Деспотовски, Ацо Крстевски, Перица Галевски, Мише Наумовски, Мирчо Крстевски, Димчо Кузмановски, Жарко Трпковски, Санко Јовановски, Јован Божиновски, потоа Стојан Трајков од Скопје, родителите Божица и Божидар Светозареvić и најголемата поддршка сопругата Адријана Несторовска Светозаревиć. Институциите за жал не се дел од овој проект. Сепак не сум неблагодарен. Благо се заблагодарувам на Македонскиот државен архив во кој се профилирав како архивист и историчар и во кој се напојувам со милионите сведоштва собрани од целиот свет. Благодарен сум на Музеот на македонската борба, што ми овозможи да бидам дел од неговото создавање, неговите фасцинантни успеси, украсени со највисоките признанија од Европската музејска академија и Форумот на словенски култури и икон, и така натаму. Благодарен сум и на овој значаен момент кој го споделувам со сите вас.
мои драги и почитувани, токму во оваа установа. И на крајот, најголема благодарност и должам на мојата татковина Македонија, затоа што, како што во Ремек делото на браќата Барбаровски се вели, древна земјо македонска, така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Почитувани, ќе се потрудувам во ова моје обраќање дополнително да офатам неколку аспекти од книгата кои што сметам би биле корисни за читателот, а при тоа да не се повторувам со претходниците. На почетокот да подлечам дека трудот е еден вид сублимат на сознанијата на 75 годишната македонска историска наука. Сепак, активно следејќи таа историска литература, забележав дека недостига една хронолошки сеопфатна студија за името на народот и во исто време извори собрани на едно место за истата тема. Се надевам дека ова представува само почеток во разработката на оваа тема. Етнонимот македонци, како што знаете, освен што представува идентитетско име и обединувачки фактор на еден народ, тоа истовремено за светот представува за некој славно име, за некој бренд, за некој цел за присвојување. За тоа име се воделе војни, да го има или да го нема, се воделе политички спорови, економски блокади и што уште не. Сепак еден народ тоа име го доживува на различен начин од светот. За него името представува се, суштина неговото постоење, па низ вековите и милениумите, зависно од развојот на човековото општество, тоа имало три форми на самоидентификација по кои што го препознаваме: територијална, народносна и национална на крајот. Тој народ, тоа име го носи низ времето стоички, доброволно, приврзано, носталгично, достоинствено, по цена на сите можни обиди да му се одземе преку завојувања, присвојувања, иселувања, воени разорнувања, асимилација. Силно ни одзвонуваа зборовите на македонскиот национален деец Наце Димов Чуповски, запишани од него пред 108 години. Цитирам: осудени отпрвен од римското владење, а потоа под византиско потисништво и најпосле под турско робство, страшното име Македонец си наоѓаше за солниште од поколение во поколение само во македонските срца. Ова е напишано пред 108 години. Истата мисла после 20 години ја следи еден странски новинар кој по повеќе години, запознавајќи ги македонците, нивниот дух и нивната борба, ќе биде воскитен. Тој е прославениот италијански новинар од Светски глас Ѓорџо Нориџани, кој во неговото дело за Македонија пред 88 години ќе запише, цитирам: сите завојувачи на Македонија, хелените, римјаните, варварите со нивните големи преселби, турците, се обиделе да ја избришат македонската историска свест, наметнувајќи на земјата административни имиња и тоа вештачки. Но залудно, кој е роден во Македонија знае и се изјаснува дека е македонец. Затворен цитат. За жал, некој се обидува да посегне токму врз колективната меморија на македонецот. На таков начин што тоа да го стори самиот. Да се самоукине. Штетите кои се нанесуваат се огромни, но нема да успее. Се согласувам со Ѓорџо Нориџани. Во воведните теми на оваа книга обрнав особено внимание на колективната меморија, но и на други теми неминовни да се разбере тој комплексен процес низ милениумите кој се случувал со етнонимите, како што се прашањето за поимите народ и нација, теориите за нив, но и како тие поими ги подразбираме во оваа книга. Името македонци може во изворите да го сретнеме како етноним или политоним. Тоа важи и за некои имиња на современите соседни нации. Токму затоа на читателот му нудиме преку еден табеларен приказ разграничување на етнонимите од политонимите. Така покрај името македонци се среќаваат и други имиња кои денес некои од нив не се употребуваат, а други постојат како имиња на други нации. Токму тука лежи замката со која некои политики од соседството успеваат
кај одреден број македонци, но и кај интелектуалци, да им ги поматат мислите, дури и да ги впрегнат во нивните пропагандистички машинерии против својот народ до ден денес. Имено, политонимите на средновековните држави ни се подметнуваат како етноними, или поедноставно кажано, поданичките имиња за жителите на тие големи пространи држави ги пласираат како национални, што е нонсенс, иако во тоа време државите се територијални, а не етнички. И не дека не успеваат во тоа, и не дека преку таквите луѓе шират синдром на самоуништување, па националното ткиво се однесува како да има автоимуна болест, па не го препознава вистинскиот непријател, туку тој се бори самиот против себе. Но народот вели, и тоа ќе помине. Ќе понесеме од ова бреме уште една лузна, колку да не подсетува што не треба да правиме. Затоа во овој дел од книгата компаративно објавуваме уште една табела што се случувало со имињата на населението на денешната територија на Бугарија преку расположливите извори сознанија, главно на бугарските историчари, па читателот ќе види истата променлива состојба со именувањето на населението на тие простори, дури со поголем број различни етноними и политоними од она во Македонија. Слични компарации има и со имињата на населението во денешна Грција и Србија. Сепак, табелата која се однесува на анализите на етнонимите и политонимите, присутни во изворите за македонските простори, покажува дека етнонимот со најголем континуитет од етнонимите е етнонимот македонци. А веднаш по него и името Словенија, што секако за нас е само уште една културна придобивка, а за некои соседни политики фрустрација. Едноставно, не може да го преживеат фактот дека од Македонија произлегле такви цивилизацијски придобивки. Во тој контекст на ова е и поднасловот обиди за злоупотреба на византиските административни термини како етнички. Токму затоа во книгата е прикажан уште еден ексклузивен табеларен приказ под наслов хронолошки приказ на именувањето на населението во Македонија како македонци и словени според византиски и западни извори во средниот век. Студијата ги следи факторите на влијание низ историјата кои предизвикувале осцилации во присуство на името низ историските извори, и тоа во две насоки. Фактори кои влијаеле на потиснувањето на македонското име и фактори кои влијаеле за зачувување на истото. Прегледот на илјадниците извори кои потекнуваат од голем број на држави во светот во претходните мои 30 години архивска и историско-истражувачка дејност ми даде за право да направам обид за периодизација на именското самосознание на македонците. Во античкиот период низ изворите препознаваме именска самоидентификација на македонците и како етноними, како политоними. Во поглед на именското самосознание на македонците во периодот од средниот век, како и кај другите народи на Балканот и Европа, не постојат доволни извори за да се процени во која форма се изразувала припадноста на обичниот средновековен човек, па тука се подпираме на тогашните историчари и автори, припадници на одредени политички елити, односно од нивниот политички дискурс и субјективната перцепција. Сепак и таму македонците се присутни, особено од 12-тиот век, кога целокупното население на Македонија биле нарекувани со тоа име. Но во новиот век, почнувајќи од почетокот на османлиското владење, па се до денешни дни, како што нагласивме на почетокот, изворите ни овозможуваат да препознаеме три форми на именска самоидентификација на македонците: територијална, етноисториска или народносна и национална. Територијално именско самосознание, кое рековме има корени особено почнувајќи од 12-тиот век, а во таква форма го среќаваме се до почетокот на 19-тиот век. Потребно да нагласиме дека во 18-тиот век низ изворите се забележува покрај територијална и историско-јазична самоидентификација како словенска јазична припадност во поширок контекст, кој во науката се нарекува протоприроденски период. Етноисториското или народносно именско самосознание започнува јасно да се препознава да се препознава во текстовите напишани од македонците кон средината на 19-тиот век. Вакво народносно самосознание продолжува да се изградува се до 1944 година, со тоа што во првите децени на 20-тиот век се појавуваат и првите научни разработки за создавање на македонската нација, а со тоа и македонското национално име, кое конечно се остварува со формирањето на македонската држава со Аслон.
Ние со децении сме сведоци на изданија на бугарските историчари и бугарските институти во кои се прикажуваат извори во кои за населението од Македонија се споменуваат бугари, и тоа е факт како што такви извори објавувале некои историчари и институции од Србија и Грција, дека во Македонија не живееле бугари, туку грци и срби. Но такви извори со туѓи етноними во Македонија со децении објавуваат и македонските историчари и институции. Тоа за македонската наука не е проблем. Зошто? Затоа што македонската наука исто така нема проблем да препознае и да објасни зошто во изворите се среќаваат такви имиња за македонците. Причините се јасни. Поданичкото име од средновековните држави не е етничко име. Например, сите поданици на Византија, која се простирала на 3 континенти, во која живееле припадници на 100 етникуми, сите заедно во изворите се ромеи. Зарем тоа е доволен факт да го негираме постоењето на бугарите, например? Потоа, во османлискиот период припадноста била религиозна на сите православни народи, со заедничко име Урум Милет или Румелици, според Источното Римско царство, како што османлите ја нарекувале Византија. А во изворите низ Европа најчесто за православното население под османлиска власт се користел терминот грци. Најчесто за православното население под османлиска власт, рековме. Сите балкански народи, дали сега најчесто за православното население, ако се користеле таков термин, грци, дали треба тоа да го прифатиме аналогно на она што бугарите ни го намедуваат некои бугарски научници, дека всушност сите се елини. До 30-тите години на 19 век не постоела народност на свест кај бугарите, а нивните природенски училишта кои сами ги граделе биле елински училишта, во кои наставата била на грчки јазик. Дали е тоа доволно грците да ги негираат бугарите и да ги обвинуваат за нивно заборавено елинско потекло, како и нивната заедничка историја? Во втората половина на 19. век и првата половина на 20. век, новоформираните држави Грција, Србија и Бугарија, преку нивните институции во рамките на Османлиската империја, како што се црквите, училиштата, конзулатите и трговските и други представништва, но и подоцна, создавале милиони документи во кои македонците ги евидентирале како бугари, грци и срби, и најчесто истите луѓе. Денес не можеме да ги прифатиме нивните пропагандистички продукти како доказ за постоење на бугарски, грчки или српски народ. Значи, македонската наука нема проблем со таквите документи, но бугарската наука има проблем со изворите во кои се докажува постоењето на македонците како посебен ентитет во време, внимавајте, кога не постоела македонска држава и македонски институции. Кој тогаш овие македонци ги приморувал или ги убедувал да се изјаснуваат како такви. А постојат илјадници сведоштва за народностната самосвест на македонците. Тие мака мачат да ја изолираат нивната јавност од таквите сведоштва, какви што се овие издадени во оваа книга. Повеќе од 1000 сведоштва во периодот во последните 15 века до 1944 година и потекнуваат и биле создавани во 32 постоечки поранешни држави во светот. Имаат голем проблем да објаснат најасно зошто македонците фигурираат во императорските акти, например на Хабсбуршкиот император Леополд или руската царица Елисавета Петровна. Проблем за нив е што во тие документи македонците се наведуваат покрај бугарите, србите, грците, власите и другите балкански народи. Имаат проблеми со искажаната самосвест на плејада македонски преродбеници и револуционери. Имаат проблем со стотиците странски сведоци кои во нивните службени извештаи објавени спомени од Македонија од 19. и првата половина на 20. век сведочат за постоечката самосвест на обичните македонци ширум целата земја. Да не ги забораваме и првите научни дела од научниците во Европа, кои уште кон крајот на 19. век докажуваат идентитетска и јазична посебност на македонците во поширокото семејство на словенските народи, балканските и европските народи. Во 1890 година дури одбраната е и првата докторска дисертација, која се однесувала на македонскиот јазик. И најпосле бугарските режимски историчари имаат се повеќе проблеми токму од нивните колеги кои се спротиставуваат со изјави во медиумите, дури и со петицијата на 30 научни работници за неоснованоста на нивните ставови и барања, што е значаен отпор кон најконтролираната наука во Бугарија.
Почитувани, некои бугарски историчари и политичари го обвинуваат македонскиот народ само затоа што постои. Или народски речено, македонците се криви што се живи. Нивните проблеми не се воопшто нови. Во оваа книга се прикажани документи во кои бугарските преродбеници, политичари и институции точно 150 години ги обвинуваат македонците за нивното постојање. Но тука објавувам и докази за множество дипломатски институционални мерки на бугарската држава да се фалсификуваат податоците за народноста и името на македонците. Последниот документ што го пронајдов го прекина и печатењето на оваа книга за еден ден, кога пронајдов документ во архивот на Македонија во кој на старотурски е напишана жалба на турската пописна комисија од 1905 година до властите во Цариград, во која се жалат дека бугарските институции, бугарите, некои бугарски фактори бараат населението во Скопје, например, да се попише како, да се запише всушност како бугарско. Ако тие некого негираат 150 години, тоа е најголем доказ за постоењето на негираниот. Слободно можеме да напишеме книга со сведоштва под наслов 150 годишното негирање на македонците како најголем доказ за неговото постоење. Оттаму мојата порака до власта и политичарите, проблемите со пандемијата оставете ги на здравствените работници, а историјата и идентитетските прашања на историчарите, лингвистите и представниците на другите соодветни науки. Феноменот на долгиот обстој на македонското име во сите негови форми на самоидентификација низ вековите и милениумите е доказ дека не само што не може вештачки да се создава и смислува народ со посебно име, туку македонците се доказ дека многу повеќе и се пример дека тоа ниту со еден државен декрет или волјата на моćниците не може да се избреше од колективната меморија на народот. Единствен суверен носител на етничкото име се луѓето кои тоа име доброволно и самосвесно го прифатиле за свое без оглед на околностите и времењата во кои тие обстојуваат. Иако во самиот воведен дел на книгава образложуваме повеќе можни начини на потеклото на етнонимот, сметаме дека името на еден народ или етничка група, кое што не зависи од ниту една политичка одлука, туку од желбата и спремноста на народот да се самоидентификува со него и тоа име да го обединува и одбележува неговите припадници без оглед на општествено историските околности, е неговото вистинско име. Тоа име ќе трае се додека еден народ самосвесно, доброволно и со љубов го прифаќа како свој и спремно е да се жртвува за него, како што со векови тоа го прави еден народ кој го носи името македонци. Благодарам за вашето ценето присуство, кое промоцијата ја направи многу позначајна. Почитувани присутни, ве известувам дека во холот има продажба на изданија по промотивни цени од доктор Бранислав Светозаревич и ве покануваме на еден скромен коктел. Ви благодарам. Organizacija
Ама многу била критична. Само уште една вечер и Ти благодарам многу. Ќе се видиме, ќе се договориме. Благодарам многу. Ни направите голема чест. Ја извади. Знам, кажа. Еве го тој е крив. Не, ја го. Не греши. Борислав Мирослав. Крстовски. Ајде бе, сега е добро. Бе управо си. Сака му да пишува, имам и милјано. Слушай, имам деменција, не, тоа не е нешто тајна. Фала ти, фала на поддршка, без вас ништо, без вас ништо. Фала многу на честа, за нас е чест. Не знам, ќе се видиме. Ајде, ќе се видиме. Ајде се него. Никола. Изодов ја една монографија, не е моментот што ќе ја дам, кога ќе се видиме. Да, добро. За Кирил Дрангов напишав монографија. Така да, ќе ја дам во друга прилика. Благодарам. Исто со мои средства. Да, тоа е тоа, нема што да правиме. Thank you.